Благодарам. Добро, ете, демант на тоа што претходно го зборевме. Не гледам на вистина зошто овие компании, кои што повторувам, се 21 на број и кои што ги овие услови исполнуваат, кои што се формирани во 2022 година, да не бидат соодветно оданочени под начинот на кој што предлагате вие. Зошто сега ние го штитиме тој интерес? Зашто ние го штитиме интересот на политичарите и на нивните фамилии кои што имаат отворено компании и особено во енергетскиот сектор и кои што направиле огромни профити. Вие со тоа што го одбивате овој амандман, да бидат оданочени и оние компании кои што, внимавајте, се формирани и кои што имаат направено спојување во 2022 година, вие де факто признавате дека го штитите капиталот на тие кои што се занимаваат со политика, а во слободно време се бизнисмени кои што нагло зголемуваат својот капитал. Како што кажав, во ваквиот оквир на компаниите формирани или споени во 2022 година, припаѓаат и компаниите на тројца високи функционери. Тоа се на Зоран Заев, Душко Заев, најмладиот милионер во Република Македонија. Тоа е Елена Ковачевска, сопруга на премиерот Димитар Ковачевски, кој што, само да ја потсетам јавноста, доби државно земјиште на Сенница на Вада, доделено од првиот вице-премиер Артан Груби, додека Ковачевски даваше изјави дека не знаел што му се поминало на Вада, па затоа даваат други министри изјави дека се лажени на Сенница на Вада, а при тоа не поднел и повлекол иницијатива да таа одлука донесена без негово знаење биде поништена. И третата, формирана компанија за трговија со енергенси на Шкумбин Ахмети, син на господинот Али Ахмети. Затоа, овие компаниите од клубот 100, затоа компаниите кои што се членови на Стопанската комора и оние кои што се членови на комората на Северозападна Македонија, такви се над 40 на број кои што треба да го платат овој данок. Затоа компаниите кои што се членови на Сојузот на стопански комори на Македонија и кои што доаѓаат под надлежност на овој закон, за да им бидат земени парите кои што во услови на криза таа влада која што ги остави не им го наплати, ќе бидат едноставно оптоварени од овој државен арач на сметка на овие три компании кои што од озгора на тоа и ќе бидат помогнати од државниот буџет. Го гледаат тоа коморите, го гледаат тоа граѓаните и на соодветните наредни избори тоа и ќе го казнат. А како последна порака од оваа дискусија, одбивајќи го овој амандман, е дека овие собственици на овие три фирми еден ден ќе подлежат на ревизија и заради тоа што го прекршиле законот, ќе имаат соодветна одговорност. Благодарам.